Пестициди веќе се прскаат секаде и тоа во огромна мера. За жал не можеме да ги избегнеме, меѓутоа можеме да ги намалиме нивната количина. Тука би спомнала еден од најефикасните начини кои што еве јас го користам лично е потопување на сите производи во раствор од една лажица сода бикарбона и вода. Да. Истото може да се направи и со оцет, меѓутоа еве мене некако попрактична ми е содата. Значи секој ваков раствор убаво е да се остави да одстојат барем 20 до 30 минути. Што подолго стои, тоа е подобро. До некој дел тоа врши и зачувување на свежината на зеленчукот, подолго време ќе ви трае и зеленчукот во фрижидер. Од друга страна, студиите покажуваат дека ваквото третирање на овој тип на храна која што содржи пестициди може да го намали присуството дури до 40%. Значи не зборуваме за целосно отстранување на пестициди, туку нивно намалување. Друга опција е лупење на површинскиот дел, односно на кората. Секогаш кога тоа е можно, ако не го знаете потеклото на некоја намирница, убаво е да, ако ја покиснете во сода, можете и да ја излупите, меѓутоа и не мора. Ако веќе немате можност или не ви се чека толку долго време, тогаш само ја лупите кората и се јаде само внатрешниот дел кој што не е толку директно изложен на прскањето.